Добро вечер. Тредневник на К3. Роденденот на Тито се уште не се заборава. Братство, единство и разбирање царувале во цела Титова Југославија. Граѓаните на Куманово велат дека секој 25 мај им се освежува меморијата за незаборавниот ден на младоста. Се уште не се заборава 25 мај роденденот на Тито. Многумина неговото владење го сметаат за златно време, кога Македонија заедно со другите земји од Југославија го имала својот најголем економски подем. Безгрижни детства и безгранични патувања со црвената книжка се дел од тој период. Братство, единство и разбирање царувале во цела Титова Југославија. Граѓаните на Куманово велат дека секој 25 мај им се освежува меморијата за незаборавниот ден на младоста. Спектакуларните прослави со цветни дефилеа, полн стадион на ЈНА во Белград. Од секоја република и покрајна на церемонијата учествувале најпривилегираните ученици, студенти, работници и сите други слоеви на тогашното општество. Секоја година на овој дат се носеше штафета. И во сите училишта исто се сеќам се како дете. А главна штафета беше у Београд. Бележува се с дефиле штафета, сега меѓу тие нема ништо. Тој све е забравено. Биле сме многу весели, дружени и немамо речи, сви сме биле добри, насмеени, расположени, весели. Пару сме имале, немам речи. Многу убаво е било и незаборавно е било. И никад, чини ми се, нема се врати. Лапше беше. Само носимо штафету kad беа у школу малечки од детство. Штафету, радиме, а сега ништа. Сега не споменјаме Титово време. А сега тражимо, нема. Младите да не го заборават споменот за Тито и да го следат патот на маршалот, порачаат членовите на Сдруженијето на воени ветерани, кои се поклонија пред споменикот кој се наоѓа на плоштадот кој го носи неговото име. Го почитуваме неговото дело, а на младите им препорачуваме да земат и да прочитат не од нашите политички превирања во Македонија. Нека читаат што тоа мисли светот за Тито. Нека погледат анкетите во Словенија, нека ги погледат во Хрватска, дека сите се сложуваат, дека најчесен политичар, најјак државник, што бил од Втората светска војна до денеска, тоа е Јосип Броз Тито. Оваа година се одбележуваат 123 години од неговото раѓање, а се уште се пишуваат песни во негова чест, му се поклонуваат пред негова биста и сликите на Тито се уште стојат закачени на зидовите во институциите. Илјадници и кумановци секојдневно пијат од минералната вода во селото Проевце. Водата од Кумановска бања благотворно влијае на системот за варење, но и на нервниот систем, велат бројните посетители кои со години полнат шишења со вода од јавните чешми. Со комплексот во повеќе од 5 години никој не стопанисува, но има најава за влегување на нови инвеститори кои треба да изградат модерен спа центар. И кумановци согласни за да се искористат благодетите на бањата, потребно е итно реновирање и враќање во функција на комплексот. Дел од посетителите квалитетот и лековитоста на водата од Кумановска бања ја споредуваат со некои бањи во Бугарија и Србија, но според стручните лабораториски испитувања познато е дека со сличен минеролошки состав како Кумановската бања во Европа има уште само 2 бањи, во Виши во Франција и во Карлови Вари во Чешка. Повеќе од 2 века се знае за лековитите својства на термалната вода во Проевце, а мештаните раскажуваат и бројни легенди. Штета е, велат тие, да не можеме да ги користиме овие благодети од природата, но во недостиг на бањски третман и самото влегување до колена во водата што се собира долу по чешмите е лековито, сведочат кумановци. Неколку години наназад Кумановска бања е затворена за посетители. Никој не го одржува просторот околу јавните чешми, а самата бања е претворена во депонија, велат редовните посетители. Да, многу запуштено. Еве ја, другар ми, још еден чистимо овој, свак ден чистимо туј. И овој го базен очистимо, преко 50 колице фрлимо од овој што од Вирче. Од дождовите? Од дождовите, од реку се напуни тој Вирче. Од поплава. Доаѓате ли често? Секој ден доаѓаме се сточек. Треба поубаво да биде како порано што беше, ама не. Во базените сте влегували или? Не, жена ме влегувала на таму, али во базен е многу убаво, ама нема ништо, не чисто, видиш. 4 години има како е напуштена бањата. А овие воду што пунеме преко 10-15 години.
Иначе многу убава работа. Сака има нешто, тоа што некој мотивало да го земе и да протестира. Иначе и за тоа така останува. Јас, пошто сум дојдена, веќе 5 години живеам тука, ми рекла дека порано ова било поубаво место. Значи, буквално имало и бања како што треба, што. Сега веќе не знам, барем за мене не функционира како што треба, иако водава е супер. На времето бањата била мелем за лечење од разни болести, каде што имало и депанданс за сместување на лицата и бањски лекар. Оваа вода јавно ја препорачуваат лекарите и додаваат дека не само што лекува, туку освежува и подмладува. Кумановци по традиција со децении пијат вода од јавните чешми и велат дека благопријатно делува на системот за варење, но и на нервниот систем. Кога би се вратила бањата во функција, во целост би се искористиле благодетите од кумановскиот дар од природата, порачуваат тие. Живееше бањата, имаше многу народ. Беше многу чисто, од свуда доаѓаат луѓе, од Охрид, па и од Белград имало луѓе. Ми смо пуштале кираџije порано. Кудети не. Значи било и почисто, и вода се е пила, и се пие овај вода, и све. Апел да се направи бања ако може. Полно 40 флаша имам, сега ќе наполнам 40. Кога потрошиме, пак по друга тура пак си носам. Иначе водава си е одлична, ја си пием, никад нема проблем, ништо не сум имал, затоа ја употребувам. Ја чекам ред сега што е малце и ќе си полнам. Ја 45 години сум туја, све го користам. Никако не заоставам. Убаво вода. Семејството ваше? Сви од куќа, и унучиња, светој. Чепови треба само месингани треба да се направи, поне фаќа каменац. Зашто нема сумпор овај и фаќа ga тај на чепови. А нема потреба, да се ништо не утиче за пунење и за пиење. Инаку последен концесионер на бањата беше акционерско друштво Бисерка од Куманово и откако фирмата замина во стечај, бањата беше оставена на забот на времето и полека пропаѓаше. Минатата година беше најавено доаѓање на тројца нови инвеститори кои комплексот ќе го земат под концесија, ќе обноват бањата и ќе изградат модерен спа центар по трк на европските бањски центри. Кумановци со нетрпение го очекуваат овој момент, кога не само Куманово покрај бањата која по лековитоста е надалеку прочуена, ќе го потигне развојот на туризмот и целиот регион ќе заживее. Министерството за внатрешни работи во рамки на републичката акција Мрежа реализираше случај во кој откриена криминална група која набавувала и дистрибуирала марихуана, но и други видови наркотици во неколку градови. Во рамки на републичката акција Мрежа, Министерството за внатрешни работи реализираше случај во кој откриена криминална група која набавувала и дистрибуирала марихуана, но и други видови наркотици во неколку градови. Во акцијата се запленети околу 4,5 килограми марихуана, одземени се околу 12.000 евра и одредена количина прашкаста кристална материја стимуланс. Акцијата започнала кога полицијата добила сознание дека прво осомничениот го ангажирал неговиот син пред нивниот дом во село Морани да ги пречека лицата со наркотична дрога марихуана, да ја измери тежината на истата, како и да ги подготви и исплати паричните средства во износ од 13.000 евра. Имено во текот на спроведувањето на повеќемесечната истрага против организирана криминална група, обезбедени се материјални докази против 5 лица, за кои постои основано сомнение дека истите биле инволвирани во нелегална трговија со наркотични средства. До основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесена е кривична пријава против 4 лица од Скопје и едно од Прилеп за сторено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Министерството за внатрешни работи на Република Македонија во соработка со јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција продолжува со преземање на мерки и активности за целосно расчистување и документирање на случајот. Досега во рамки на оперативната обработка Мрежа откриени се над 170 лица кои се товарат за нелегална трговија со наркотици, а запленети се над 520 килограми разни видови дроги. Пристигна ветената помош од владата на Република Македонија за жителите на Тодемендол. Станува збор за првите 100.000 денари кои се наменети како првична помош за жителите од населбата кои денеска потврдија дека се задоволни од пристигнатата помош.
Речиси сите семејства чии што куќи беа оштетени деновиве ја добија паричната помош од 100.000 денари. Средствата легнаа на сметките од 122 од вкупно 125 најзагрозени семејства. Комисијата за проценка на штети информираше дека кај овие семејства се појавиле проблеми од технички карактер, односно тие немале активни трансакцијски сметки. Во текот на овие денови се очекува и овој проблем да се надмине. Па ја немам ги проверени куќа по куќа, али мислам дека су земали еден дел од нима, некој дел су останали преко после празник затоа што не су били известени. Они су били известени преко телевизија, медиуми, али ти некои што су му били потребни, они су отишли одма. Чекаме одговор од владава. Владава веќе работи и преко празники, свакодневно работи. Ние како комисија од општина Куманово мислам дека су веќе на тек овие работи. Првичните пари стигна. Većinom луѓето ги зема, скоро 99% ги зема, меѓутоа пошто падна сабота до 12 работеа банките, парите се стигнати и земени се скоро 90% од луѓето. Благодарам да првична помош, тоа многу ни е добро дојдена, пошто имаме многу работи да од нула, се починеме. Да, пристигна. Тоа 100.000 денара, 1.600 евра, да, стигна пред 2 дена, значи. Кажете ни дали сите имаат извадено сметки, трансакции? Да, имат извадено и им предадоа на тие што се овластени за ова работа. Жителите се задоволни од пристигнатата помош, велат дека животот полека се враќа во нормала по 9 и 10 мај. Инаку веднаш по завршување на акцијата за разбивање на терористичката група, владата одржа состанок и подготви акцијски план за надминување на последиците. Покрај оваа првична помош предвидено е 100% обештетување на штетите на движниот и недвижниот имот со кој располагаат жителите од улицата Перо Илиевски и соседните улици. Евидентирањето на оштетените објекти на движниот и недвижниот имот заврши, а во меѓувреме се врши проценка на штетите. Според информациите со кои располага местното население, се очекува најдоцна до крајот на неделава да се добијат информации за проценката од штетите. Македонската метропола во јуни и јули добива нови авиоврски со европските градови. Ова за патниците ќе значи поедноставен транспорт, нови можности за туризам и бизнис, а за концесионерот с големини приходи. Скопје во јуни и јули добива нови авиоврски со европските градови. Од Охрид ќе се лета за Базел и за Лондон. Ова за патниците ќе значи поедноставен транспорт, нови можности за туризам и бизнис, а за концесионерот с големени приходи. Инвестицијата на таво македонските авиопристаништа ги дава посакуваните резултати. Се зголемува бројот на патници, но и на компании кои оперираат од домашните аеродроми. Од кога ТАВ раководи со двата аеродрома во Република Македонија, имаме големо зголемување на бројот на патници и на авиооперации. За 5 години растот изнесува 75%, што на крајот доведе до тоа лани да ја надфрлиме бројката од 1 милион патници. Во моментов од Скопскиот аеродром обслужуваме 26 европски дестинации и една интерконтинентална линија до Дубај, а од јуни и јули се воведуваат и нови линии, вели првиот човек на ТАВ Македонија Зоран Крстевски. Вкупно 133 хектари земјиште во 11 региони, меѓу кои и Куманово, Крива Паланка и Кратово, ќе понуди државата на јавен повик за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање на социјално необезбедени лица. Државата најавен повик за давање земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање на социјално необезбедени лица ќе понуди вкупно 133 хектари земјиште, ниви, ливади и трска во 11 региони, и тоа во Свети Николе, Велес, Неготино, Гевгелија, Македонски Брод, Крива Паланка, Виница, Кавадарци, Крушево, Куманово и во Кратово. Земјоделското земјиште се издава на 5-годишно плодоуживање, а секој понудувач, корисник на правото на социјална помош, до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Скопје може да достави само еден оригинален образец во рок од 30 дена од денот на објавување на јавниот повик во дневниот печат. Најмногу на плодоуживање може да се додели до 3 хектари земјиште за одгледување на земјоделски култури. Големината на површината на земјиштето не може да биде поголема од 3 хектари, ниту помала од големината на една катастарска парцела. Изборот на најповолен понудувач ќе го врши комисија врз основа на критериумите утврдени во програмата, а во договорот ќе биде одреден видот и висината на помошта која се обезбедува за започнување на плодоуживањето.
Дополнителни информации заинтересираните земјоделци може да добијат и на веб страницата на Министерството за земјоделство и во неговите подрачни единици. Во чест на Свети Кирил и Методи, токму на денот кога се слави споменот за сесловенските просветители, во Крива Паланка се одржа 7-то издание на спортската манифестација Рели Калин Камен под мотото да ги запознаеме убавините на Осоговските планини. Организатор на релито е автомотоклубот Offroad од Осогово од Крива Паланка под покровителство на локалната самоуправа. Над 400 љубители на автомобилизмот и планинските убавини беа дел од 7-то издание на спортската манифестација Рели Калин Камен 2015. Манифестацијата е од ревијален карактер во организација на Кривопаланичкиот автомотоклуб Offroad Осогово, а под покровителство на општина Крива Паланка. Традиционално учество седе и градоначалникот Алексовски, како и представници од локалната самоуправа. Јас најпрво би сакал да им се заблагодарам на сите учесници што учествуваа на ова рели, на сите оние кои беа во организацијата за сето она што беше добро спремено, организирано, направено. Еве сега сме на завршниот дел од самото рели. Во организација на општина Крива Паланка сите учесници се почестени со едно манастирско гравче. Дека Чипрелито прераснува во бренд на општината, говори фактот што од година во година привлекува се поголем број на учесници од и надвор од земјава. Покрај бројните учесници од Кочани, Македонска Каменица, Штип, Пробиштип, Скопје, Куманово, Битола и Крива Паланка, годинава имаше учесници од Србија, Африка и представници од Канцеларијата на Европската Унија, информираше Спасе Алексовски, председател на Offroad Осогово. Учесници имаше од Крива Паланка околу 400 и имавме гости или средба на Цареврв, од Кочани и од Саса, негде околу 500 до 600 луѓе бевме на Цареврв. Посебно сакам да се заблагодарам на пожарникарите од Крива Паланка, пошто учествува со камионот у една акција, имаше еден джип заглавен. Учесниците задоволни од организацијата, дружењето Адреналинот и најмногу од природните убавини најавија дека и до година ќе бидат дел од овој предизвик. Доваѓаме повеќе години, учествуваме со преку 20, повеќе од 20 учесници, значи доваѓаме со джипови, АТВ мотори и крос мотори. Не ни е прв пат, имаме искуство на патеката, одлична е организацијата, голем поздрав до организаторите и се надевам дека и натаму ќе организираат и ќе доаѓаме. Доаѓаме по втор пат, со два джипа доаѓаме, со Ладен Ниви, значи една двајца и другата двајца. Значи ова не е трет пат што доаѓаме, а оваа година имаме 20 нови членови, бидејќи јас кога се враќам во Скопје кажам дека овие се прекрасни предели и нема пубави во Македонија. На крајот исто покрај овој прекрасен манастир ќе давате на убав ручек, сите собираме на едно место и со ова офроуд значи ги запознаваме убавините на нашата Македонија. Дојдени сме тука со неколку возила и неколку крос мотори. Негде околу 20 души сме дојдено. Доаѓаме секоја година на ова рели. Задоволни сме од организаторот. Ни се свиѓа и ќе доаѓаме и понатака. Патеката долга 64 километри стартуваше од градскиот плоштад во Крива Паланка. Минува низ планинските предели на Осоговските планини, искачувајќи се до највисокиот врв на Осоговието, Царев врв, па се до манастирот Свети Јоаким Осоговски, каде под покровителство на општината се организираше заеднички ручек за сите учесници. Новиот председател на Полска е 43-годишниот правник Анджеј Дуда, кој го победи Бролислав Коморовски со 53% од добиените гласови од граѓаните. Проследете ги останатите вести од светот. Анджеј Дуда, 43-годишниот правник, член на Европскиот парламент, е новиот председател на Полска. Тој го победи досегашниот шеф на државата, Бронислав Коморовски, со 53% од добиените гласови на граѓаните. Прогласувајќи ја својата победа, Дуда истакна дека длабоко верува дека се во состојба да го обноват заедништвото во земјата и дека председателската палата ќе биде отворена за сите граѓански иницијативи. Победата на 43-годишниот конзервативец е прва поголема победа на опозицијската партија на правата и правдата на избори во последниве 10 години.
Околу 100 борбени авиони и 4000 војници од САД и 8 европски земји денеска започнаа вежби на Арктикот. Вежбите во Норвешка, Шведска и Финска се со цел да се тестира соработката помеѓу арктичките земји кои се наоѓаат во близина на Русија. Според соопштенијето, учесниците на вежбите ќе бидат обучени за извршување комплексни воздушни напади во соработка со партнерите на НАТО. Спроведувањето на вежбите кои ќе траат до 5 јуни беше испланирано пред руската анексија на Рим, која предизвика тензии во регионот. Милитантите на Исламската држава според извештаите ги зајакнеле своите сили во ирачкиот град Рамади, кој е под нивна контрола од минатата недела. Локални жители соопштуваа дека камиони со припадници на Исламската држава пристигнале доцна синоќа во покраината Анбар, каде што се наоѓа градот. Ирачките сили поддржани од шиитската милиција и сунитските борци денеска ја преземаа контролата врз селото Алташ, кое се наоѓа на 20 километри од Рамади. Кошаркарите на Куманово вчера во преполната сала пред 5000 гледачи го декласираа работнички со 85-71 и се изборија за големото финале против актуелниот шампион МЗТ Скопје. Екипата на Тодоровиќ ја прикажа најдобрата игра во сезоната и сосема заслужено ќе се бори за титулата. Кошаркарите на Куманово втор пат во својата долга историја ќе се борат за титулата. Вчера во спортската сала атмосферата беше величествена. Популарните кумани беа на висината на задачата и не ги штедија своите дланки. А кошаркарите на Куманово мотивирани и истрани во намерата за успех. Од првиот судиски свириш, кумановци тргнаа решително и постојано имаа контрола врз надпреварот. Сите кошаркари ги исполнија поставените задачи од тренерот Тодоровиќ, кој моште и мудро го водеше тимот до победата. Уште една се потврди дека Кумановската сала е непобедлива за противниците, а во пеколниот амбиент вчера изгоре и работнички. Првата четвртина навести дека нема шега со кумановчани, кои доминираа и во нападот и одбраната, додека гостите нема одговор за расположениот домаќин. Во второто полувреме бидовме невидена серија на Куманово, која го полнеше кошот на противникот и како плод на таквата игра повеќе со 26 кошеви и на тој начин во тие моменти се знаеше победникот. Што да се каже за екипата на Куманово? Во текот на сезоната често пати критикувана и оспорувана за односот кон играта и залагањето, но кога беше најпотребно, го покажа сиот квалитет и потврди дека се екипа за почит. Затоа Куманово заслужува честитки за овој успех и ги оправда очекувањата на управата, која и покрај сите перипетии остана доследна и цврсто веруваше во екипата. Крајовски конечно дојде тој ден, Куманово ќе игра во големото финале. Еве веројатно вие сте возбудени, меѓутоа да направиме една анализа на овој напревар. Добро, пред се прво да се заблагодарам на оваа публика што не бодреше од кога сум дојден ја веќе 3 месеци. Прво многу ми е мило што е на некој начин последен играч дојде во оваа екипа и колку што можев помогнав за Куманово после 13 години да игра пак во финалето. Ипак не е мала работа. Мислам дека после првиот надпревар што го добивме у Скопје, ова веќе на некој начин беше некоја си формалност, зашто овде ретко кој може да не добие, па не знам и која екипа друга да дојде од АБА лигата или било што. Значи ваков терен нигде нема. Дај Боже се да биде така до крај. Да ве замолам една кратка оценка за оваа прекрасна публика. А нема, овде нема што да се опише. Мислам, после секој кој самата публика те дига, а тоа е многу лошо за противничкиот играчи, затоа што толку се они збунети, толку тоа не може да се разберат ништо, така да тотално се на наша страна и самиот резултат кажува се. И еве сега конечно најверојатно во финалето против МЗТ, барем така за сега стојат работиве, може ли Куманово до титулата? Па пред се ќе се бориме спортски. Значи мислам дека ќе има најмалку 4 надпревари што се однесува до мене, а можно и 5. Зашто да не? Мислам се деси годинава, 2 пати тука ги добиеме или еднаш не е битно, така да мислам дека финале не е исто и за нив, ако се на некој начин фаворити на хартија. Имаме доста добра екипа, спортски ќе се бориме, па што биде нека биде. Тодоровиќ, едно искрено прашање. Верувавте ли дека ќе го дочекате овој ден Куманово да игра во финалето? По големата изненадувачка победа во Скопје, завчера и денеска бевме убедени од начело со мене и со сите играчи дека со добра одбрана, со паметен напад и со добро судење, со публика од 5-6 и коректно навивање, верувавме во овој голем успех за кумановската кошарка. Тоа го реши мечот против работнички.
Прво ја реши решителноста на играчите за победа. Со тоа значи одбрана не може работнички еден шампионски тим со начело со Марин Докузовски за прво полувреме да даде само 22 коша. Утакмицата ја добивме во прво полувреме, што второ полувреме остана рутински да ја доведеме до крај за оваа голема победа. Најверојатно во финалата против МЗТ Скопје може ли Куманово да прослави титула и да го донесе најголемиот успех во историјата на нашиот спорт? Па да преспиеме една ноќ, да се мобилизираме. Имаме доста време, цела недела, у петок почиње прва утакмица се игра во Скопје, така да со добар скаутинг, ќе се надеваме на некое изненадување. Сега не може да обеќам, за работнички обеќам на вашата телевизија пред 3 дена, али сега не може да обеќам, али мислам дека ќе пробаме да направиме брейк во Скопје, со тој брейк на домашен терен пред оваа прекрасна публика, во која сите досегашни надпревари по моје доваѓање се добиени. А за крајот еве е радоста на кошаркарите заедно со своите навивачи. Од меѓународната спортска сцена издвоивме. Кошаркарите на Кливленд со вчерашната победа над Атланта од 114-111 се наоѓаат на чекор до големото финале. Фудбалерот на Манчестер Юнайтед Фалкао се враќа во Монако бидејќи тренерот Ван Гал одлучил повеќе да не смета на неговите услуги. Фудбалерот на Бајер Леверкузен Гонзало Кастро за 12 милиони евра се пресели во Борусија Дортмунд. Во финалето на источната конференција, екипата на Кливленд со победата на Атланта 114-111 поведе во серијата со 3:0 и само уште една победа и недостасува да се пласира во големото финале. Надпреварот беше мощно интересен бидејќи во регуларниот дел заврши 104-104. Екипата на Атланта пропушти голема шанса за победа, но главен виновник што не се случи повторно по кој знае кој пат беше Леброн Джеймс кој леташе по теренот. Девид Блад по завршувањето на мечот со комплименти за својот кошаркар и истакна: Леброн едноставно не сакаше да загубиме, не мотивира сите нас да успееме на овој напревар. А што да се каже за неговата игра, бројките говорат се: 37 поени, 18 скокови и 13 асистенции. После изгледа на повидок е атомско финале, во кое силите ќе ги одмерат Голден Стейт и Кливленд. Тренерот на Манчестер Юнайтед Луис Ван Гал реши да не го откупи договорот со Фалкао од Монако. Колумбиецот минатото лето пристигна на позајмица од Монако за 6 милиони фунти, а Юнайтед имаше шанса да го откупи ово лето за 43 милиони евра. Одличниот нападјач не се снајде добро на Олд Трафорд и постигна само 4 голови, па поради тие причини Ван Гал му се заблагодари за услугите. Фалкао според договорот се враќа во Монако, но неверојатно нема да долго да се задржи, бидејќи неколку клубови од Европа се можете заинтересирани за неговите услуги. Конечната одлука на кого ќе го проведе Фалкао ќе донесе собственикот на Монако, русинот Димитри Риболовљев. Фудбалерот на Бајер Леверкузен Гонзало Кастро подпиша 4 годишен договор со Борусија Дортмунд, соопшти спортскиот директор на милионерите Михаел Цорк. Борусија ја искористи клаузулата во договорот на Кастро и на Бајер му исплати 12 милиони евра за 27 годишниот фудбалер. Екипата на Дортмунд доби големо засилување на средината на теренот, бидејќи и Која Индуган одби да го продолжи договорот со екипата, чиј договор истекува во 2016 година. Најновото засилување на Борусија за репрезентацијата на Германија има досега одиграно 5 надпревари. И денеска силен дожд, грмотевици и ветер не го одминаа регионот, а до кога ќе се задржи променливото време, да погледнеме од метео.
Со информацијата за времето го завршуваме третиот дневник. Имајте убава вечер.